Новоизбраниот председател на Франција Емануел Макрон во победничкиот говор изјави дека ќе служи на неговата земја со понизност, сила и љубов. 39-годишниот Макрон се појави пред неколку илјади приврзаници пред музеот Лувр во Париз со химната на Европската унија "Ода на радост". Тој при тоа вети дека ќе стори се французите да немаат причина да гласаат за екстремни опции. L'Europe et le monde attendent que nous défendions partout l'esprit des Lumières, menacé dans tant d'endroits. Ils attendent que partout nous défendions les libertés, que nous protégions les opprimés. Ils attendent que nous portions une nouvelle espérance, un nouvel humanisme. Макрон, кој беше придружуван од неговата сопруга Брижит, оцени дека на Франција предстои огромна задача во обезбедувањето парламентарно мнозинство, со цел да се направат неопходните промени за еднината на земјата. Je vous servirai avec humilité, avec force. Je vous servirai au nom de notre devise, liberté, égalité, fraternité. Je vous servirai dans la fidélité de la confiance que vous m'avez donnée. Je vous servirai avec amour. Vive la République! Vive la France! На центристот Макрон му треба само 3 години од непознат владин советник да стане најмлад председател на Франција од Наполеон. Неговиот избор всушност ја донесе долго очекуваната генерацијска промена во француската политика, каде што со децении доминираат две партии. Валет Итсайт од Париз вели: Je pense que c'est une nouveauté pour la France. On est confiant et on pense que la France a fait le bon choix. Со него се согласува Полин Вернер. Ça fait plaisir de voir que le peuple français est encore capable d'élire un président qui est pro-européen. Et voilà. Победата на Макрон е и своевидно избегнување на бранот економски и политички национализам, што помогна во Британија да победи Брекзитот, а во Соединетите држави Доналд Трамп. Макрон веднаш по објавувањето на резултатите доби честитки од Трамп, како и од германската канцеларка Ангела Меркел, од шефовите на Европската унија Жан-Клод Јункер и Доналд Туск и од британската премиерка Тереза Меј. Поразената Марин Ле Пен го призна неуспехот, најавувајќи дека повторно ќе се врати во незината партија Националниот фронт. И покрај изборниот пораз, таа во вториот круг доби 35% од гласовите, што е нов рекорд за крајната десница во Франција.